Владата ќе ги заштити граѓаните од ценовен шок на горивата. Премиерот Мицкоски вели дека се чека одлуката за новите цени во понеделник на Регулаторната комисија за енергетика за да се реагира. Планот е веќе следниот ден во вторник на владина седница да се донесат неопходните одлуки. Опциите вклучуваат намалување на ДДВ и акцизите кај нафтените деривати и активирање на нафтените резерви. Мицкоски вели дека складиштата се полни и Македонија има резерви на деривати кои може да ги користи над 62 дена во услови на недостиг на пазарот. Доколку има драматичен скок на цената, се разбира дека ние како влада веднаш уште во вторник на редовната владина седница ќе интервенираме. Имаме неколку опции на располагање, дали ќе намалиме акциза, дали ќе намалиме данок на додадена вредност, така што ние како влада апсолутно ќе застанеме во одбрана на она што представува наш интерес, а тоа е стандардот на граѓаните. Во последните неколку дена некои бензински пумпи не точеа горива по 22 часот или пак ја ограничуваа количината што може да се купи. Премиерот Мицкоски е запознаен со проблемот и вели дека секое девијантно однесување ќе биде санкционирано и дека инспекциите постојано ќе бидат на терен. Според него, добро е тоа што во моментов Македонија има меѓу најевтините горива на Балканот и во Европа, но и дека ако трговците и маркетите ја искористат оваа ситуација да ги покачат цените на производите, ќе бидат казнети и ќе плаќаат пенали. Цената на нафтата и нафтените деривати кај нас е драматично поевтина од таа како што е во соседството, да речеме ако е во Србија 120 денара од прилика литар, кај нас е 70 и нешто. Истиот случај е компаративно ако се направи анализа и со Косово и со Албанија. Така што уште еднаш покажуваме како влада дека стандардот на граѓаните ни е пред и над се. Се разбира дека ние алатките кои што ги имаме, а тоа се преку државниот пазарен инспекторат и Комисијата за заштита на конкуренција, ќе ги искористиме сите. Тука го менуваме и законот, ги зголемуваме глобите 10-20 кратно од тоа што беа до сега, така што секое нефер трговско однесување или девијантно однесување на маркетите ќе биде најжестоко и најстрого казнето. Нафтата од типот Брент поскапе за неверојатни 27% последнава недела од 72 на 93 долари за барел. Владата будно ја следи состојбата и не исклучува ниту пораст на инфлацијата ако кризата на Блискиот исток потрае. Мицкоски вели дека ако има потреба, ќе се интервенира со мерки и решенија за заштита на животниот стандард на граѓаните. Меѓународниот монетарен фонд веќе пресмета дека секое поскапување на нафтата од 10% ја крева инфлацијата за 40 базични поени и го намалува економскиот раст за 0,2%.